Овој закон, да појасниме, всушност представува има тежина како устав за донесување на буџетите во земјата. Законот за буџети, кој што е Библија за управувањето со јавните финанси, всушност е основа за регулирање на целокупниот буџетски процес. Закон за буџети кој што е столбот и основата за сите функции на управувањето со јавните финанси. Мислам дека таа транспарентност не може да се види, особено не во процесот на креирање на буџетот и на долгорочната фискална стратегија. Некако повторно овие процеси се заробени во институциите. Некако законот повеќе се бави со техниката, отколку со суштината на креирањето и на фискалната стратегија и на буџетот. Само единствен член е посветен на можното учество на граѓаните. Понатаму фискалниот совет доцна ја гледа рамката фискална што е темел за буџетот. Исто така и собранието. Не е предвидено како собранието ќе се информира тековно за да ја изврши својата надзорна улога, освен она за да добие материјали и да гласа. Значи, транспарентноста може на повеќе нивоа да се подобри и кај импутите, кај учеството пошироко на фискалната рамка. Исто така не се гледа никаква дебата по сектори внатре во самиот буџет, повеќе е насочен институционално, отколку по сектори и по политики. Направена е една интенција за унапредување на обемот на информации и подобрување на транспарентноста во спроведувањето и планирањето на буџетот. Меѓутоа, сега со новиот предлог закон се добива впечаток дека се задржуваме на старите методи кои што ги имаме и старите податоци, затоа треба да се води сметка на воведување на некои нови технологии, механизми, како и да се образложат кои се оние податоци кои што ќе значат дополнување на она што беше претходно. При тоа, она што е клучно е дека кај нас транспарентноста се гледа дали институциите објавуваат информации за трошењата. Нас тоа не ни е доволно за да кажеме дека се транспарентни, туку тие треба всушност да најдат начин да им објаснат на граѓаните, бидејќи за повеќето граѓани, особено жените, буџетот е space shuttle, значи не разбираат. Тие мора да најдат начин да им го приближат буџетот, да го поврзат со она што планираат да го работат, да ги објавуваат однапред намерите и да даваат отчет кон граѓаните во таа смисла и да ги вклучуваат и да ги прашуваат граѓаните. Законското решение дава нови можности и отвара можност за поголема транспарентност и отчетност на јавните институции во планирањето и трошењето на јавните финанси, но потребно е додефинирање на начините и принципите со кои што транспарентност и отчетноста ќе биде практикувана од страна на буџетските корисници, особено имајќи предвид дека ова е закон кој што го уредува и носењето на буџетите не само на централната власт, туку и на локалната власт. Многу е важно да се обрне во самиот текст на законот да се обрне внимание на начинот на подготовка на буџетот во насока на подготовка на буџетот заснован на потреби, односно приоритети. Начинот на кој што сега е напишан текстот повторно се задржува на стариот начин на буџетско планирање, при што значи начинот на донесување на одлуки е од врвот кон долу, а не од долу кон горе. Па затоа е потребно всушност оној тип на податоци кои што нели се предвидува дека ќе се унапреди, да биде основа за всушност за креирање на буџетот, односно за буџетско планирање. Тоа е една многу важна компонента. Понатаму важна компонента се и расходните лимити кои што ги даваат кои што ги дава Министерството за финанси. Со тоа се ограничува всушност начинот на износот на средства
кој што им е на располагање на различните буџетски корисници и буџетските корисници врз основа како тоа е пракса и сега, всушност врз основа на тој износ ги распределуваат средствата за намените кои што се во нивниот сектор, наместо да биде всушност одвратно, значи Министерството за финансии да одредува износи кои што ќе одговараат на потребите на различните сектори. Тоа е една клучна компонента која што треба всушност да се измени. Друга компонента е тоа и која што е всушност и препорачена од меѓународните институции е подобрување на програмското буџетирање. Особено недостасува во сегашниот предлог закон можноста за поставување на индикатори за мерење на ефектите од расходните ставки, односно кој е фискалниот импакт врз граѓаните со средствата кои што се трошат преку самиот буџет и недостасуваат активности во секоја од тие програми. Дополнително важно е да се нагласи, односно да се образложи како се толкува, односно што всушност вклучува економската и функционалната класификација во рамки на буџетот. Како што фино се опишани техниките на институциите со тој циркулар што го пополнуваат, па тој оди во финанси, па се разгледува, па потоа се дава во дури на крајот на април на Советот и на Собранието и така натаму. Мислам дека така треба да се пропише, да се разгледуваат и политиките и областите од што ги опфаќа буџетот. Значи да се даде повеќе акцент на целите што сакаме да ги оствариме со тие буџети и тоа бидејќи сега имаме 4-годишен период на фискална стратегија, значи можеме да си дозволиме некоја политика и за 4 години да ја оствариме или да оствариме добри резултати. А тоа на годишно ниво треба да биде само еден вид на техника. Мислам дека тоа сериозно отсуствува од овој документ. Нема никаква поврзаност со политиките што сакаме да ги оствариме, пак ќе кажам политиките на живење, не техниката на само колку пари се прибираат и колку пари се трошат од буџетот. Кај стратешкото планирање, кое што треба да биде 4 годишно, предвидено е генералниот секретаријат на владата да им даде упатства на институциите. Меѓутоа, мислам дека мора да се спомене и да се воведат некакви обуки за луѓето, затоа што гледаме дека многу буџети, особено на локално ниво, па и централниот, секоја година имаат ребаланси, значи имаме тешкоти во планирањето и остварувањето на буџетите, а не па 4 годишна рамка да правиме, само со едно упатство. Ако беше така лесно, секој ќе го прочита упатството и ќе направи. Мислам дека треба на повисоко ниво да се подигне таа една професионализација на администрацијата за изработка на овие стратешки планирања и има една работа која што мислам дека ќе создава проблеми ако не се промени. Предвидено е Министерството за финансии на сите буџетски корисници пред објава на тендер за јавни набавки да им даде потврда дека имаат расположливи средства за да го спроведат тој тендер. Знаете, во земјава годишно се спроведуваат 22.000 тендери. Сигурно ли е дека Министерството за финансии има капацитет за секој од овие 22.000 однапред да им дава потврда дека имаат расположливи средства и што ако немаат расположливи средства и така натаму. Мислам дека многу вакви работи треба да се доработат. Исто така регулирано е дека министерствата, односно владата, општините управуваат со средствата во нивна собственост и се одговорни за тоа управување. Меѓутоа земјава нема регистар на државна собственост да знаеме и самите тие некогаш не знаат што се средства имаат. Значи за да знаеме со какви средства располагаат, па за да знаат и со нив да управуваат. Она што ние го гледаме од овој закон е дека всушност има многу малку од она што би требало да биде приоритет на реформата за јавни финансии, тоа е премин кон програмско буџетирање, а помалку на само фискалните влијанија на буџетот. Во поглед на одговорноста, она што е позитивно е тоа што му се дава внимание на прашањето на родовата еднаквост и на родово одговорното буџетирање, меѓутоа она што не е добро е тоа што и двете работи се поместени во една одредба во принципи.
ниту родовата еднаквост е принцип и не може да се сведе всушност само на принцип, туку е цел, која е од таква природа што задира во се она што го прави државата во поглед на остварување на некакви цели на политики, односно е хоризонтално прашање и од тука начинот на кој е поставено не соодветствува на амбицијата на остварувањето на родовата еднаквост како општествена цел. Исто така родово одговорното буџетирање не соодветно дефинирано, ниту образложено, ниту го има во дефинициите. И она што е исто така важно да се каже дека родово одговорното буџетирање е комплексна алатка која во основа треба да обезбеди остварување на овие цели за кои зборував. При тоа, секоја од институциите или буџетските корисници генерално треба да формулираат цели користејќи алатката на родовото одговорно буџетирање која во основа подразбира дека вие ќе идентификувате како со парите на граѓаните ќе остварувате позитивни, развојни или други придобивки, првенствено и за граѓаните, а не само за економските оператори или за институциите, поедноставено кажам. Кога зборуваме за родова еднаквост, това значи дека треба да ги проценуваат ефектите од одлуките или од начинот на кој управуваат со финансиите, бидејќи буџетот подразбира и врска со даночната политика, дали ги оптеретувате рамномерно и дали буџетот го потпирате на неплатена женска работа. И тоа е многу важно прашање што во овој закон просто со вака поставена родова еднаквост и родово одговорно буџетирање нема да го видиме. Исто така, начинот на кој се третира ова прашање е многу штуро, односно се спомнуваат родово одговорни индикатори кои се опција, нели, а не задолжителна обврска за сите буџетски корисници, и родово буџетска изјава која е сосема несоодветно поставена во контекст на фискална дисциплина. Значи, родово буџетската изјава треба да покаже што секој субјект, првенствено министерствата, во рамките на своите стратешки планови, како тие ќе унапредуваат еднаквоста во областа на надлежност или со активностите, програмите и проектите кои ги реализираат со средства. Значи не само да ги кажат, туку и да ги изфинансираат на начин кој ќе обезбеди и ефекти, меѓутоа кој ќе обезбеди и економски или можеби фискални придобивки. Ова е закон кој што не може да функционира сам по себе. Без имплементирање на интегрираниот информацијски систем кој што ќе ги обедини сите функции на јавните финансии во еден, не може да имаме успешно имплементирање, односно спроведување на законот. Но мораме да имаме предвид дека има одредби од законот како што е фискалниот совет, како што се принципите за транспарентност и отчетност, како што се давањето на мандат на финансиската инспекција да во јавен сектор да ги спроведува инспекциите и да го врши надзорот на спроведување на законот. Принципите за јавна внатрешна финансиска контрола кои што ќе влезат во сила со носењето на новиот закон за јавна внатрешна финансиска контрола, пак имаме една ситуација каде што еден закон ќе пропишува дека тие ќе важат од неколку години од сега, а другиот закон ќе пропишува дека истите ќе влезат во сила веднаш. Така што временската рамка и влегувањето во сила на одредени членови мора повнимателно да се објасни во самиот текст на законот, се со цел да не се доведеме во ситуација да имаме законско решение кое што ќе има одложена примена и при тоа на секоја наредна прилика таа одложена примена само ќе се одолговекува, бидејќи во нашава земја неретко се случува да имаме примери на закони каде што имаме одложена примена и таа во континуитет се продолжува, или пак, како што ќе се менува волјата или пак гарнитурата на власт, се менуваат и принципите. А мораме да имаме предвид дека ова е законско решение кое што не зависи само од нас, туку зависи и од евроинтеграцијскиот процес, бидејќи е клучен и е референца за понатамошното имплементирање на акито на Европската унија поврзано со управување на јавни финансии, 10 поглавја кои што се директно поврзани со јавните финансии, односно со Министерството за финансии. Фискалниот совет според нас е малку штуро дефиниран, ние не можеме да доволно да ја определиме неговата улога, функција и начин на работа.
со тоа што од перспектива на родова еднаквост, бидејќи ние со тоа се занимаваме, она што нас би ни интересирало во тој фискален совет се критериуми за избор и експертиза која треба да обезбеди внимание на социјални или родови прашања, бидејќи тоа е нешто што би морало да го има кога станува збор за фискалната политика, која како фискалната стратегија која од она што можеме да го видиме всушност представува и некаква изјава за намерите на државата што ќе прави во поглед на јавните финансии. Фискалниот совет, онака начинот на кој што сега е образложен во предлог законот, всушност неговите надлежности се повеќе технички отколку практични и одлучувачки, па затоа треба да се даде една одлучувачка структура, односно одлучувачка функција на овој совет, не само совет одавна. Фискалниот совет треба да биде едно сериозно тело кое што ќе ја коригира, ќе ја советува да кажам владата и другите институции кога го составуваат и кога го реализираат буџетот. Тој треба да помогне на собранието да повторно да биде некој вид на да кажам да ја враќа владата на некоја вистинска патека ако скрене налево или надесно. А меѓутоа фискалниот совет онака како што е поставен, навистина многу повеќе треба да се прецизира неговата функција, да му се дадат повеќе, да кажам, инструменти, надлежности во нивните раце и исто така самото работење на советот треба да се прецизира. Фискалниот совет треба да го разбираме како коректив на јавните политики кои што владата и Министерството за финансии ги носат, а се поврзани со извршувањето и со планирањето на буџетот. Тоа што недостасува е дефинирање на експертизата на членовите на Фискалниот совет, моделот кој што се предложува со предлагање на 3 членови од страна на 3 независни тела е за поздравување, но мора да се внимава да биде јасно дека не треба членовите кои што ќе бидат предложени од страна на тие 3 институции по дефолт да бидат вработени во тие институции, напротив, 3 члена кои што ќе бидат предложени од страна на тие институции треба да ја представуваат јавноста, стручната, граѓанската јавност, чии ставови потоа ќе бидат дадени во јавноста. Главната забелешка за Фискалниот совет од наша страна е неговата техничка поставеност во моментов. Во моментов, еден од главните елементи на Законот за буџети и оваа буџетска реформа е реорганизацијата на буџетските корисници, односно новата буџетска класификација и организација на буџетските корисници. Што значи тоа? Ќе се трудиме како земја да го оптимизираме бројот на буџетски корисници. И таа хиерархија да биде јасна и да ја следиме. Истовремено законот предвидува ново тело кое што популарно речено е фантомско тело бидејќи не кажуваме каде припаѓа. Од тука веруваме дека Фискалниот совет треба јасно да припаѓа во собранието, да се нагласи неговата независност, но да се има предвид дека за неговото формирање потребно е формирање на служба пред тоа да биде формирано. Бидејќи во спротивно ќе имаме избран Фискален совет, а нема да имаме функционален Фискален совет, затоа што документите кои што треба да ги донеси и во кои што треба да работи нема да бидат донесени затоа што нема да има служба која што тоа ќе го подготви. Сегашниот предлог закон всушност дава можности за партиципирање на граѓани во самиот буџетски процес, меѓутоа не е јасно образложено кој е механизмот како истите ќе ги даваат своите предлози и како ќе се вклучат во самиот буџетско планирање. Она што е особено важно и што на неколку години наназад се провлекува како многу значајна компонента е ограничувањето на дискусијата во рамките на собранието и воопшто јавната дискусија по однос на буџетот, затоа треба новиот предлог закон всушност да ги адресира овие две компоненти, особено заради тоа што во новиот предлог закон се предвидува можност за временно финансирање на јавните институции, меѓутоа со ограничувањето на дискусијата во рамки на советите на општините или пак на собранието на Република Северна Македонија, всушност не се дава можност за
временно финансирање? Како би имале временно финансирање кога буџетот треба всушност да биде, да речеме, ставен на пленарна седница во собрание 20 дена по неговото поднесување? Постои еден член каде што се остава отворено на единиците на локалната самоуправа, но и на раководните лица во буџетските корисници или единките, како што се нарекуваат во законот, да определат механизми со кои што ќе ги вклучат граѓаните во изработувањето на буџетот. Од тука веруваме дека таа дефиниција и тие постулати треба да бидат малце подетално дефинирани, се со цел да се даде рамка во која што не може од која што не може да се излези и да се злоупотреби во некоја подоцнежна фаза од имплементацијата на буџетот. За жал, начинот на кој се формулирани одредбите кои се поврзани со вклучувањето, тука стои само една одредба за вклучување на граѓани преку граѓански иницијативи. Значи, институциите се обврзани да воспостават механизам, меѓутоа само за нови иницијативи, а не како систематска активност. Ова е особено релевантно за локалното ниво, каде што вклучувањето на граѓаните е нешто што би требало да се подразбира во целокупниот процес на планирање и донесување одлуки со оглед на тоа што општините се отчетни, нели, како структура исклучиво пред граѓаните.